На денешен ден, во годините наназад, се доделува најпрестижната градска награда, Седмосептемвриската награда, на наши сограѓани кои живеат и творат или тука во нашиот град, или во градовите из Републиката, а неретко и из градовите из Европа и светот. На денешната 15-та свечена седница на Советот на општина Кавадарци ќе бидат доделени 3 седмосептемвриски награди на лица кои со својот труд и творење го промовирале нашиот град во рамките на општина Кавадарци, из Република Македонија, из Европа и светот. Затоа, веднаш ќе го повика председавачот со Советот на општина Кавадарци, господинот Христо Сакалиев, да ја отвори свечената седница. Почитуван градоначалник, господин Митко Јанчев, почитувани советници, почитувани гости, дами и господа. Во името на членовите на Совет на општина Кавадарци, чест и задоволство ми е да ви го честитам општинскиот празник 7 септември и денот на независноста на Република Македонија 8 септември. По тој повод ја отварам 15-та свечена седница на Совет на општина Кавадарци. А сега ви го повикам градоначалникот на општина Кавадарци, господин Митко Јанчев. Почитувам председател на Советот, господин Христо Сакалиев, почитувани советници, почитувана администрација, граѓани, дами и господа, добро вечер и добро дојдовте на ова 15-та свечена седница на општина Кавадарци по повод 7 септември, денот на ослободувањето на градот. Денес, кога го одбележуваме денот за ослободување на општина Кавадарци од фашистичкиот окупатор, да се навратиме наназад 74 години, кога на овој 7 септември 1944 година борците на 9-та бригада со 4 баталјони влегле во Кавадарци во попладневните часови и скоро без борба го заседува градот, со што Кавадарци беше ослободен од фашистичката окупација. Вреди и треба да се спомене дека од 1941 до 1945 денешнава слобода со своите животи ја платиле 333 борци, меѓу кои и народните херои Страшо Пинџур, Киро Крстев, Блажо Тодоровски. Големо нивното задолжување кон идните генерации. Виорот во историјата ја променува денешницата, но и не ја аманет да се грижиме за нашиот роден град, за нашето родно Кавадарци. Лесно да се каже родно место. Големо задоволство да се биде градоначалник на општина Кавадарци, а уште поголема е обврската и одговорноста кон идните генерации и да се ставиме во плодност на место каде што создадеме семејство да градиме и успеси. Како градоначалник на општина Кавадарци, ветив и заедно со мојот тим и со Советот на општина Кавадарци сме на добар пат да направиме Кавадарци да биде место за живење најубаво во Република Македонија. Во таа насока реализиравме инфраструктурски проекти. Го изградивме новиот кружен тек на улица Блажо Алексов, че отпоштиме со изградба на кружен тек пред галеријата Тикмиш. Се пополчуваат повеќе тротоари и се асфалтираат повеќе улици во градот. Ги обновивме возните паркови на противпожарната единица на јавното предпријатие Комуналец со нови возила, што е резултат за подобри услови на нашите граѓани. Значително се подобрува јавното осветлување во општина Кавадарци, зголемуваат и уредните зелени површини на повеќе локации. Сообраќајната сигнализација на многу повисоко ниво со поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација. Не ги заборавивме најнарливите категории. Обезбедивме ортопедски помагала, инвалидски колички за лица кои живеат на територијата на општина Кавадарци. Комбе за превоз на лица со инвалидитет, бесплатен вон училишни активности со деца од аутистичен спектакл. Мора да споменам дека од најголемите инвестиции кои ќе отпочне во 2018 година, ќе продолжи во 2019 година е грант кој го добивме од КФ банка заедно со Германска сојузна република Германија од 2.700.000 евра за реконструкција на канализации и атмосферска мрежа во општината. Тој се уште не е отпочнат, треба да го отпочнеме од месец октомври. Денови подпишавме договор со Министерство за финансии и Светска банка со реализација на проект кој ќе се асфалтират 8 улици и 1 булевар во градското централно подрачје со износ од 85 милиона денари. И значително ќе ја подобри инфраструктурата и економскиот локален развој во општина Кавадарци. Веднаш после разоберот отпуштуваме со реконструкција на Северен булевар од финансиски средства кои ги добивме од Бирото за регионален развој во висина од 9 милиона денари. Со продолжување на колекторскиот систем со финансиски средства обезбедено од Министерството за економија, деновиве распишуваме тензер за изградба на кејот на реката Лудамара
од мостот Слога до мостот Ваташа, со средства обезбедени од буџетот на општина Кавадаци. Во тек е реализација на проект за унапредување на заштитната зона на Тиквешко езеро, која ќе бидат наменети 100.000 евра од UNDP, добиени средства како грант. Изготвени се апликации и проект за реконструкција на патот до Михајлово и локалната регионална конкурентност да ја зголемиме. Изградба на велосипедска пешачка патека од Ваташки мост до Мокнишката воденица, реконструкција на водоводна мрежа и атмосферска мрежа во село Сопот, од кои имаме големи реализации и очекувања дека ќе се подобрат. Развојот на општина Кавадаци на културно поле со години се зголемува. Ја оваа година само докажавме дека можеме уште повеќе. Вчера беше пуштено во употреба од туристичко информативно бюро во општина Кавадаци. Ова ќе биде достапно за граѓаните, но и се надевам дека преку активностите ќе привлечи повеќе туристи и ќе го искористиме капацитетот на овој крај кој ќе располагаме. Но ова не е само дел, ова е само дел од активностите кои ги има општина Кавадаци. На нас останува овој голем ден да им ветиме на нашите сограѓани дека како градоначалник, како совет и како општинска администрација ќе ги оствариме нашето ветување за Кавадаци да биде на прво место. За крај сакам да упатам искрени честитки на добитниците на 7 септемврска награда, господин Димитар Пецов, господин Страшо Темков и господин Алесандар Ангелов. Личности кои имаат придонесено многу во нивните области, личности од кои младите генерации учат и ќе учат. Се надевам дека на сите млади и талентирани граѓани и луѓе во општина Кавадаци ќе им биде чест и задоволство да се стремат и да придонесат успех за да добијат 7 септемврска награда. Нека не е честит празникот, нека не е за многу години. Благодарам. Награда 7 септемврска за 2018 година Советот на општина Кавадаци и градоначалникот доделуваат на Александар Ангелов од областа на музиката и уметноста. Александар Ангелов е роден 24.11.1981 година во Кавадаци. Основно училиште завршил во Тошо Велко Пепето, а потоа средно во Сергиј Михајлов Штип. Со дипломирањето на Факултетот за музичка уметност во Скопје го заокружува своето музичко образование и како дипломиран кларинетист го трасира патот на својата идна професија. Израстат во семејството каде што музиката е секојдневие, покрај својот татко Кирил, докажан музички уметник, својата кариера ја започнал од најмала детска возраст како член на културно-уметничкото друштво Тиквеш. Редовен учесник на традиционалната кавадаречка културна манифестација Кафес, а првиот негов поголем успех е освојувањето на трета државна награда во категоријата кларинет. По успешните почетоци, пристапувањето во музичката група Dream Team, во која членуваат само образовани и докажани музички уметници, започнува неговата професионална и успешна кариера како амбасадор на македонската музика и светот. Со оживувањето и приближувањето на традиционалната македонска музика, како и музиката од овој тиквешкиот регион, до луѓето во Македонија, но и луѓето раселени по сите страни на светот, Европа, Канада, САД, Австралија. Овој музичар допринесува и ќе допринесува за напредокот на македонската музика и култура и нејзина целосна афирмација со што го афирмира и овој регион, а посебно градот Кавадаци. Морам да кажам, да се благодарам за мене, значи ова признание е многу голем успех. Со добивањето на ова 7 септемврска награда ми значи многу. Воедно ќе искористам овој прилика да се заблагодарам на советниците на општина Кавадарци. Благодарност до предлагачот Тони Нешковски и исто така голема благодарност до господинот градоначалник на општина Кавадарци Митко Јанчев. И да не заборавам тука е мојата фамилија која ме поддржува безценното. Ви благодарам. Советот на општина Кавадарци и градоначалникот на општина Кавадарци 7 септемврска награда доделуваат на Страшо Темков од областа на музиката и уметноста. Страшо Темков е еден од најуспешните македонски музички уметници во својата генерација, чија што многустранна дејност е зацртува традицијата на уметничката музика во земјата, промовирајќи ја интерпретацијата на новачките инструменти, толку карактеристични за оваа подобра. Со музика и животна определа започна уште од најмали години и понатаму ги поминува сите скалела за формирање на врвен музичар интерпретатор. Факултет за музичка уметност во Скопје, постдипломските студии на Музичката академија
Панчо Владијеров во Софија, а во текот на студирањето страшно тетко соработува со реномирани уметници и педагози од Европа и светот. Ви го честитам празникот пред се. Голема благодарност од мојот татко, кој вечерва е во Египет и нема можност да ја прими оваа награда, која многу му значи. Ви благодарам уште еднаш во негово име и ви посакувам на сите пријатна вечер. Со овој градоначалникот на општина Кавадарци си доделуваат 70-денска награда на Димитар Пецов од областа на образованието и спортот. Секој град во спортот има тренерски бренд. Во изминатите 40 години сите кошаркарски имиња во Кавадарци преку педагошко-тренерската работа директно се поврзани со еден лик, а тоа е професорот Димитар Пецов. Генерации и генерации млади кавадаречки спортисти поминале низ тренерската школа на Пецов, од која произлегува исклучителни кошаркарски имиња кои со деценија ја величија кавадаречката и македонската кошарка. Ке треба многу време и простор да ги наброиме сите кошаркарски манкупи кои произлегува од таа кошаркарска школа, а производ од таа школа се кавадаречките македонски репрезентативци во сите возрастни категории. Тие го почувствуваа и оставија трак и белек во балканскиот и европскиот кошаркарски шмек, а богами и во завршените Final Four на превари во најсилните европски лиги и на преварување. Денеска професор Димитар Пецов е пензионер, има 73 години и се уште активно и следи сите спортски издигнувања. Иако не е активен, сепак не се откажува од својата спортска надоградба, со современи текови во спортот и се уште следи и учествува на сите спортски семинари. Добро вечер на сите и најнапред да ви честитам празник на градот 7 септември, во исто време и интересен празник денот на Републиката, независноста, 85. Им благодарам на моите подржувачи, кандидати кои што ме кредитира да добием ова награда. Саме не представува голема чест и уште еднаш се заблагодарувам на Советот, на градоначалникот и на сите оние кои се стана да добием оваа престижна награда. Немаме понатаму. Иван Стојанов ќе ни свири пијано од Лудвиг ван Бетовен соната Цемо Првстав, под менторство на професорката Даниела Паланкова Маđуркова.
Со ова не завршуваме в 50-та свечена седмица на Советот на општина Кавадарци со единствена точка на дневен ред, доделување на светосептемвриските награди,